Сега спомна забавна редакција, информативна редакција. Сега некој ако спомна Кристијан Ландов, политички новинар. Сега меѓу што се кршиш ти од тука? Што си највеќе? Никогаш не се кршам, јас сум новинар. Секогаш што го кажам. Не ги Јас сум делиш пред се по- новинар, да. Лазаров секогаш знае, добро дојде во YouTube светот. Јас не сум јутубер, друже, како ти си јутубер, јас сум си уште новинар. Јас уште го работам она што најмногу го сакам. Го сака новинарството затоа што луѓе ако не би се новинарите во оваа држава, најголем дел од нив, 95%, тие 5% пепел ги направил ако почнам да зборувам, а ретко се појавам по подкаст и зборувам, токму поради тоа. Не знам да заправам. Ништо нема да направиме. Верувај ми, Ѓорѓе, дека ништо нема да направиме. Новинарите ви се тука за да ви видат коректив на сето она што го гледате во општеството. Како на социјалните случувања, така и на случувањата во политиката и целосно во општеството, во све ова што го гледат. Се што не ви чини, ние гледаме дека го искоригираме со критика. Но дали ми било полесно кога сум бил во утринска и во забавна? 1-2 милиони пати. Дали би останал таму? Не, затоа што прогресот во новинарството токму ова што јас го преживев и го живеам. Значи не сум инстант новинар, денес за утре, туку трае. Се откажав едно време, како реков. Иначе види, стигнуваш до највисокиот левел. Јас после тоа отидов од ТВ27 во Маквакс. Маквакс иначе првата независна приватна медиумска агенција во Македонија. Значи, од таму работив за Ајденон, кој што во тоа време беше реномиран портал за вести, за видео вести. Таму имав интервјуа и све истражувања и фала им за тоа затоа што ја таму многу научив. Значи не би бил јас ова што сум сега, ако не бил цел овој пат. И кога заврши приказната нарежена Маквакс, јас бев толку демотивиран да работам, било што поврзано со тоа. Викам толку доста е, као тоа е златна професија, IT, продолжи си со тоа, не се смарај со ништо, можеш да работиш маркетинг, можеш да работиш било што, на страна да не те гледа народ. Не само што не сум сакал да ме гледа народ, туку искрено не се убави критиките во секој момент да ги читаш. Некогаш паѓаш психички. Тоа може би беше клучниот момент зашто си отидов во ТВ27. Психолошкиот момент дека не му се допаѓаш на секој, се тоа ќе хендлаш одреден временски период, ќе си ќутиш, ќе го тераш, ќе го тераш. А ќе застанеш, ќе речеш зошто бе? Па ја 18, 24, 30 илјади би земал секаде, така? И сега да работам како келнер ќе ги земам. Или да работам маркетинг ќе ги земам. Па зашто одбере да бидам ја намета на секоја трета будала во држава? Затоа што најчесто критиките кои јас и ти сега ги добиваме не се затоа што ние не сме добри во тоа што го правиме, туку затоа што некоја будала има пристап до интернет, има пристап до компјутер и сега му текнало што да правиме, како да правиме, ај ќе го хейтаме Ѓорги или ај ќе го хейтаме Ландов. Мислам, тоа е малициозноста на оваа професија, тоа е лошиот дел од оваа професија. Тоа е баш црната страна што не ја знае никој што не се бави. Јас тој со Лазаров сум го дискутирал, он пример, ја уживам во тоа, не друже, не уживаш, јас тврдам дека не уживаш. Затоа што никој од нас не ужива кога го критикуваат неосновано. Ја немам проблем ти да ми искритикуваш, кажеш, Ландов катастрофа си, друже, квалитетот, сега како што ми кажа, тамнелот ти е лош. И точка, ама јас ќе го средиме. Ама ќе го средиме. Ама тоа е конструктивна критика. Исто кога ќе ми кажат го прекинуваш гостинот. Јас стварно ги читам коментарите, јас стварно се обидам после тоа да не го прекинувам гостинот. А ако ќе ми пише некоја треторазредна будала, кретену еден кој ти даде тебе да застанеш пред камера, кој ти даде тебе интернет? Тоа е порелевантно прашање, него тоа кој ми дал мене камера. Мене камерата јас сам сум ја купил. Да, најчесто тебе сега зборевме пред малку прашањата, кој ми го платил мене студиото и камерата и опремата. И сега замисли јас да ги извадам фактурите и да скочам, еве јас ги купив овие од овде, овие ги купив од овде и ги платив од мојата компанија. Или да кажувам дека јас сум го земал кредитот од ВРМ за да почне претрес. Чему? Кое тоа што прашува? Тоа е тешко да се објасни на луѓе колку ствари не е оваа работа толку доходовна како што изгледа и да ги извадиш бројките и да извадиш тежината на тоа што го правиш. И знаеш одговорот што се баре цело време у себе, баш и со Снежа имавме таа дискусија, дека у себе мораш таа страста да се исполнуваш и слично, дека бројки, ама тоа е многу тешко да му го објасниш на некој што никогаш не излегол од комфорт зоната, да земе кредит, да почне нешто, да верува нешто, да се експонира јасно, да оди против сите. Полесно е да се јадат парите на мама и на тато. Во најчест случај кај нас за жал е така. Тоа е можеби клише да се слушне, но е реалноста. Точно е приказната, точно е ова што ти го кажеш. Да, убаво изгледа кај мене и најчесто ми кажат леле, ти имаш десетина спонзори, кој знае колку пари земаш. Да. Па ти да го живееш мојот живот 15 минути со овие нервози, со овие стресови кои што јас ги живам не на ниво на ден, туку на ниво на сати,
ке речеш, абе, батали, пари и се, ова ништо не би го правил за ниедна пара. И најчесто е така. Овој контент што ти го правиш, и токму тоа беше причината зашто дојдов. Човече, ти имаш најекстра квалитет што јас можам да го видам на оваа YouTube сцена на овие подкасти. Значи тоа што ти го правиш со ресурсите кои го имаш е светски. И никој не може, мислам, многу малце може да стигне до твој левел. А некта на Теодора, исто така, се труди, почна од студиоце мало, сега репортажи прави. Се тоа што го произведува е екстра квалитет, ама треба време. На Народов не можеш, ние направивме агрегат за видео, prva.tv.mk, треба да им го ставиш, ти знаеш колку треба да вложиме за тоа да биде вау, многу. Од каде да најдам пари? Мислиш дека Претрес прави милиони? Мислам, дај Боже. Нели ти дава од Дај Боже, да, едно време беше вака почна. Еве го ВМРО го финансира, па си спокарав со ВМРО нешто јавно беше. Не е СДС, после тоа еве го Бојан 13 му го плаќа студиото, добро и му е дал опремата. Добро, викам, ајде Бојан 13. Сега едно време дури се помисли, викам, и знаеш како, може би треба да им се објаснам стварно, да ги извадам фактури. Све чуваш, нели, сметководство, не сум почнал пред 20 години, пред 7 месеци сум почнал. И сега му сметководство и викам, спремете ми ги фактурите, ќе дам да ги земам. Зашто? И луѓе ми реагира како што се десило, да немаш контрол. Не викам да се објаснам чива е опремата. Сам сметководител да ти каже ти си будала, значи дека стварно нешто ти фали. 3 чекори назад, чао, пријатно, ќе се објаснам јас на кого ме опрем. Ако ми ја купиш, па да се објаснам на луѓето, ми ја купи тој да те пофала, ама дека не ми ја купиш е глупаво. На крајот денот него коментираат контентот кој што е се различно на се останато што го гледаш. Значи во Претрес ќе видиш све што она што не можеш да го видиш на друго место. И тука ќе видиш све различно од она што го има на друго место. Има прекрасни подкасти кои што за жал не го виделе светлото на денот поради тоа што сме вакво општество, какви што сме. Ама и треба време.